За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите нуазети во соја сос со ананас. Ги земаме пиперките и ги отстрануваме рачките. Потоа на даската за сечење пиперките ги сечкаме на покрупни парчиња и ги оставаме настрана на чинија. Ситно го сечкаме и младиот кромит, па и него го оставаме настрана. Го земаме свинското филе, му ги отстрануваме мрсните делови и го сечеме на покрупни парчиња. Парчињата месо ги толчиме со дрвен чук. Потоа на оган ставаме една вок тава, во неа ставаме 60 грама мастиново масло да се загрее и ја покриваме тавата со капак. На загреаната скара пак ги ставаме парчињата месо да се печат. На оган ставаме уште една тава и во неа додаваме 60 грама путер. Ананасот го сечкаме на парчиња и го ставаме да се пржи во тавата со растопениот путер. Месото и го попрскуваме со масло за јадење и го посолуваме. На даската за сечење пак чешнињата лук ги рендаме и срендалниот лук го собираме во еден сет. Кога маслото во вок тавата е загреано, ги ставаме сечканите пиперки да се пржат. Ги оставаме многу кратко време и ги претураме во цедалка. Маслото во кое се пржаа пиперките повторно го враќаме во вок тавата. Во неа го ставаме сечканиот кромит. И него многу кратко време го оставаме да се пржи. И испржениот кромит го претураме во цедалка, ја протресуваме и кромитот го ставаме на чинија, а маслото го враќаме назад во тавата вок. Потоа во вок тавата додаваме вода, оцет, соја сос, 2 лажички букова сол, 1 лажичка зачин, 3 лажички шеќер и ренданиот лук. Содржината во вок тавата убаво ја промешуваме со жица за матење. Потоа во една мензура го ставаме низ шестето. Додаваме малку вода и промешуваме со жицата. Мешајќи со жицата во тавата го додаваме низ шестето. Мешаме уште малку со жицата во тавата. Содржината во тавата ја посолуваме и ја нарасуваме со мелен црн пипер. Повторно промешуваме со жицата, а потоа го исклучуваме огнот. На чинијата за сервирање ставаме од претходно сварениот ориз. Го рамниме оризот во чинијата. Врз него скалесто ги редиме парчињата испечено месо. Потоа врз месото го ставаме испржениот ананас. Ги додаваме испржените пиперки. Одозгора го ставаме и испржениот млад кромит. Потоа, одозгора прелеваме со сосот подготвен во вок тавата. На крај уште еднаш ставаме од кромидот и додаваме од ананасот. За ова јадење на вистина не е потребна никаква декорација и со тоа нуазетите во соја сос со ананас се подготвени.